како општина прилично вложуваме и во спортска инфраструктура, односно во инфраструктура и јавни површини кои што ќе бидат корисни, особено на најмладите наши сограѓани, а често пати тие спортски терени и јавни површини се користат и за онаа позната Карпошова меѓугенерацијска и малска дружба, која што од секогаш Карпош како општина ја красела и била препознатлива по тоа. Сега во четврток за 2 дена го отвораме официјално и спортско-рекреативниот новиот спортско-рекреативен центар тука во Карпош 3, во училишниот двор на Лазо Трповски училиштето. Овде имаме и фитнес зона нова во овој спортско-рекреативен центар, ново игралиште за фудбал, за ракомет, ново игралиште за кошарка, ново детско игралиште, како и многу јавни содржини и зелени површини кои што ќе можат да се користат за разни рекреативни содржини, дали е тоа аеробик, дали е тоа медитација и слични содржини кои што овој двор беше долги години запуштен, а е околу 11.000 метри квадратни. Се изгради првото детско инклузивно игралиште на територија на Карпош, тоа е во Влаја 2 кај плоштадот Делфина, а неодамна го направивме и второто во Карпош 2 на улицата Веселин Маслеша. Практично тоа се детски игралишта кои што имаат и реквизити кои што се достапни на дечиња со попреченост и се гумирани со гумирана подлога за да може да се пристапи и до лулашките или до клацкалките и со инвалидска количка. Како човек давам заедно со општината и ќе даваме поддршка на вакви проекти кои што имаат за цел да ги спречат девијантните појави кај младите и наместо тоа да ги насочат младите кон спорт и кон развивање на вештини и кон негување на здраво тело, здрав дух и ферплей, односно еден коректен однос со сите останати чинители во општеството.